Навистина ми е чест и задоволство што сум денес тука како представник од Технолошко-технички факултет Велес и да дадеме поддршка на ова меѓународна конференција која што се планира да се одржи во април следната година, би рекла. Задоволството е огромно и тоа што сме ние како коорганизатори на оваа конференција ќе си го дадеме нашиот придонес како факултет и како универзитет. Многу е голема честа тоа што можеме да дадеме придонес во онај дел каде што ние како факултет практично и твориме. Меѓутоа ќе споменам и одржливост. Самото име на конференцијата и оно што се главните теми вика одржливост и иднина. Не можеме да замислиме одржливост без да кажеме една комбинација, еден мост помеѓу сите овие универзитети, агробизнис, земјоделство, животна средина и прехранбената индустрија. Тоа мора сите заедно да го правиме како гранки: наука, образование, индустрија, агробизнис и така натака. Сите мора да сме вклучени, што еве со оваа конференција тоа и се прави. Навистина честитки за идејата, ве поддржуваме потполно во органското производство, меѓутоа би напоменала и во функционалната храна. Не знам како е во другите земји, меѓутоа во Македонија се уште немаме закон за функционална храна. Имаме закон за органско производство, но немаме точно закон за функционална храна. Тогаш еве да најавиме дека навистина е потребно таа функционална храна да биде законски регулирана во нашата земја. Ви посакувам, односно ни посакувам успешна конференција, благодарност и ќе си го дадеме нашиот придонес како Технолошко-технички факултет Велес при Универзитетот Свети Климент Охридски. Благодарам.